Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Колку е честа болеста на срцевиот мускул, позната како кардиомиопатија? Дали овој здравствен проблем може да се појави кај младите исто како кај возрастните, кај спортистите, но и кај луѓето без очигледни ризик фактори? Како се препознава болеста на срцевиот мускул, зошто понекогаш се открива доцна? Точно ли е дека симптомите обично наликуваат на обичен забор или слаба кондиција? Постои ли лек за кардиомиопатијата? За сето ова денеска разговараме со професор доктор Милка Клинчева, кардиолог во клиничката болница Жан Митрев. Останете на Телма, а вклучете си со ваши прашања во програма. За кардиомиопатиите во денешната Телма амбуланта зборуваме со професор доктор Милка Клинчева, кардиолог во клиничката болница Жан Митрев. Професорке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта повторно. Добар ден. Има разни болести на срцето, болести на срцевите крвни садови, на срцевите залистоци, до тука си заболувањата на срцевиот мускул. Медицински тие состојби се опишуваат како кардиомиопатии, па колку се сериозни, каква болест е тоа? Кардиомиопатиите се заболувања на самиот срцев мускул. Се карактеризираат со структурни и функционални промени, меѓутоа не се јавуваат како резултат на коронарна болест, валвуларна хипертензија или конгенитална. Така што тие представуваат посебен ентитет, се јавуваат и во детска возраст и возрастна доба. Се диагностицираат обично со трансторакална ехокардиографија, потоа се продолжува како златен стандард со магнетна резонанца на срце. Тоа се заболувања кои што можат генетски најчесто се, меѓутоа може да бидат истекнати. Ние треба да видиме да откриеме во која група припаѓаат и во согласно со тоа можеби и да делуваме со терапијата. Меѓутоа, интересно е дека кардиомиопатиите можат истовремено да постојат и со исхемична болест на срцето, и со валвуларна, и со хипертензија, значи постоењето на кардиомиопатиите не исклучува и можно постоење на друго заболување на срцето. Има ли различни типови на кардиомиопатија? Да, има повеќе различни типови на кардиомиопатии. Во глобала се 5. Тоа се според последната класификација од 2023 година се делат на дилатативна кардиомиопатија, хипертрофична, рестриктивна, аритмогена и сега имаме еден посебен тип, тоа е недилатативна левовентрикуларна кардиомиопатија. Која е најчеста? Најчеста е дилатативната кардиомиопатија. Таа се јавува отприлика кај еден од 250 луѓе. Се карактеризира со нормална дебелина, малку задебелен или истенчен зид на левата комора. Десната комора може и не мора да биде зафатена. И со послаба пумпна снага. Тука веќе се јавува кај дилатативната, најчесто имаме срцева слабост. И тоа може да биде сега кога ние ќе видиме дека имаме проширување на левата комора, тогаш мораме да видиме која е причината за тоа проширување. Дали е генетика, дали е можеби прележан вирус или бактерија, тоа е миокардит, и поретки форми се, например, алкохолната кардиомиопатија или хемохроматоза, таложење на железо, или постпарталната кај жени после пороѓај. Од лекови исто така предизвикана дилатативна кардиомиопатија, особено од цитостатиците. Хемотерапијата може да доведе до проширување и слабење на срцевиот мускул. Тоа е една од несаканите ефекти на хемотерапијата со време. Така да може да биде метаболна, пореметување на тироидната жлезда и тиреотоксикозата исто така може да доведе до дилатативната кардиомиопатија.
што е важно, кога ние ќе видиме дека на трансторакално ехо, бидејќи пациентите најчесто прво доаѓаат на трансторакално ехо, штом видиме дека имаме дилатирана лева комора, треба да видиме која е причината. Да се најде причината. Споминавте дека некои вирусни инфекции може да доведат до проширување до дилатативна кардиомиопатија, до проширување на срцевиот мускул. Да. Кои вируси се обично Сите виновни вируси за тоа? може да било кој грипот предизвикува. Бидејќи има некоја листа коксаки. Сите можат. Значи без исклучок. Било која вирусна инфекција може да... Вирусите можат... Да, има вируси кои што се понасочени кон мускулното ткиво, да, може да е коксакито, може да е грипот, коронавирусот имаме доста често, меѓутоа ние обично не знаеме кои се тие вируси кога пациентот ќе го видиме дека има миокардит. Обично ретко кој прави генетски испитувања за да дознаеме кој вирус е, па после тоа да испитуваме дали имаме поголема шанса. Како и да е, шансата да се развие миокардит, инаку 9% од дилатативните кардиомиопатии отпаѓаат на миокардит, миокардитис е всушност воспаление на срцевиот мускул. Да. Тоа се јавува како резултат најчесто е кај машки, млади машки, околу 20 години, со пак некаква генетска предиспозиција или кај луѓе кои што вирусот го поминуваат на нога. Не знаат, спортуваат, физички се активни, не легнуваат и потоа веќе и тоа е веќе го прави вулнерабилен организмот и миокардот и вирусот може да го нападне мускулот и да направи воспаление. Значи многу е важно да се мирува за време на вирусните инфекции? Да, вирусот треба да се почитува. Така да мораме во тие моменти да внимаваме повеќе на своето здравје, значи да нема спортска активност никако. И кога ќе се диагностицира, има 3 форми: лесна, умерена и тешка форма на миокардит. Значи и тоа можеме со магнет да го диагностицираме и врз основа на тоа колку процент од мускулот е во едем, во оток, колку имаме фиброза, ние можеме да го класифицираме миокардитот и да кажеме колку време не смее да се спортува. А доколку е лесна форма, може само 1 месец да не се спортува, меѓутоа доколку е тешка форма, 6 месеци па и понатаму и година. И може да се развие и тешка срцева слабост од тешките форми на миокардитис. Така да вирусите треба да се поминуваат посмирено. А што е со бактериските инфекции? Дали тие може да доведат до ваков проблем? И тие може да доведат, меѓутоа тоа е ретко. Има во Европа тоа е многу ретко го има, обично Латинска Америка има трипанозома крузи, каде што имаме воспаление на срцевиот мускул од бактерија, меѓутоа тоа навистина во Европа е лесно, обично со миграцијата, нели, доаѓаат и тие бактерии, меѓутоа типично е за Латинска Америка и тоа е посебна инвазија на бактеријата во срцевиот мускул, требаат од прилика 10-15 години додека да направи срцева слабост. За разлика од тоа кај вирусните веднаш се јавуваат тој миокардит. Кај стриптококните инфекции па на грло? Па не, ретко, тоа е многу ретко или многу е тешко да се докаже. Исто така споминавте лекови, токсини? Да, лекови, овие Вериков хемотецитостатиците, да, тие предизвикуваат. Алкохолот, да го спомнеме, алкохолот прави алкохолни кардиомиопатии, меѓутоа добрата работа. Што значи колку алкохол треба да се испие за да дојде до еден ваков проблем со срцевиот мускул? Над 14 чашки неделно. 14 чашки неделно. Го зголемува ризикот и за малигни заболувања, и за значи по 2 чашки на ден е тоа. Да, тоа е 2 чашки на ден, веќе го се зголемува ризикот. Меѓутоа, пак ќе кажам, не може кај сите, може кај оние кои што се повторно генетски предиспонирани. Затоа што 25% од дилатативните кардиомиопатии отпаѓаат на генетска предиспозиција. И тука се ние кога ќе видиме дека е генетиката како причина за дилатативната кардиомиопатија, пациентите треба да направат генетско испитување. Пациентот плюс блиската семејство. Значи, доколку кај некого биде диагностицирана
дилатативна миопатија треба и семејството, и на блиските семејството, членови од семејството да го направат прегледот? Да, Генетско испитување или класично следење скрининг на и едното и срцевата друго. состојба? Штом испитуваниот има генетска малформација на титин, на ламинација, тоа се мутација во гените кои што учествуваат во синтеза на кардиалните саркомери, на мускулните влакна. Значи, кога ќе извинете, кога имаме некаква ваква генетика, тогаш треба и трансторакално, и магнетна резонанца на срце, и генетика се испита кај крвното сродство. Затоа што имаме генотип позитивен, фенотип позитивен. Некогаш има генетика, ама не мора да се развие кардиомиопатија. Не разбирате? Така. А некогаш откриваме и генетика, и фенотипски веќе срцето е променето. А што е со другата форма на хипертрофичната кардиомиопатија? Како пак таа изгледа? Сосема спротивно. Значи, кај дилатативната големи се волумените на срцето. Проширено е срцето. Тоа е така наречени народски проширено срце. Кај хипертрофичната е обратно. Дебел е мускулот, 15 и над 15 мм е дебел септумот, зидот на левата комора. Волумените на левата комора се намалени, а масата е зголемена. И тоа е веќе хипертрофична кардиомиопатија. И тука честа причина е генетиката. Најчеста причина е генетиката, меѓутоа може да биде, има и различни други причини за хипертрофија на срцевиот мускул, и поради тоа ние со нашите диагностички методи треба да видиме дали е генетика и повторно да го испитаме семејството или пак е хипертрофична настаната од некоја друга причина, например хипертензија, али веќе не спаѓа во хипертрофиите, тоа спаѓа веќе во хипертензивна болест на срцето, или пак е спортско срце, или пак е инфилтративно заболување, например амилоидоза или Фабри, тие се поретки, меѓутоа сепак ги има. Така да со ехокардиографијата ние веќе можеме да го на некој начин дефинираме срцето, дали е кардиомиопатија или не, или дали не личи на дилатативна или хипертрофична. Со тоа што кај хипертрофичните има неколку типа на хипертрофична. И на трансторакална ехо не се гледаат секогаш тие промени јасно, може да се превиди, затоа што постои левовентрикуларна обструктивна кардиомиопатија, хипертрофична обструктивна кардиомиопатија, каде што имаме обструкција во излезниот тракт на левата комора, може да има мид кавити, каде што срцевиот мускул е во средината хипертрофиран и при систола доаѓа до спојување на зидовите на левата комора и обструкција на кавитетите во систола. Едноставно, како да немаме шуплина во систола. Или пак може да биде апикална хипертрофија, каде што има голема разлика во хипертрофијата на врвот на срцето или пак на базата на срцето. Така да, за сите овие фенотипски промени покрај трансторакалната ехокардиографија мораме да се надополниме со магнетна резонанца, затоа што пак од друга страна магнетната резонанца нема само фенотипот да ни го каже кој тип е, туку ќе ни каже дали има фиброза, колкава е таа фиброза и каде се наоѓа. И тука ние веќе ни учествува во стратификација на ризик. Ако на магнетна резонанца на срцето на ехо не се гледа, може да има фиброза над 15% од срцевиот мускул, е заместителна фиброза, тогаш имаме зголемен ризик од малигни аритмии. А малигните аритмии може да доведат до ненадејна смрт. Така, хипертрофичната кардиомиопатија, односно задебелувањето на зидот на срцевиот мускул, всушност е најчеста причина за ненадејна смрт кај младите спортисти. Зошто тоа се случува? Обично се пропушта на тие систематски прегледи што се прават кај нив
Како што кажавте, не секогаш се гледа тоа добро. Да, си прво мислам дека На нашите систематски прегледи не опфаќаат ехокардиографија. И тоа е едниот проблем. Спортистите би требало да имаат во најмала рака трансторакална ехокардиографија. И доколку имаме сомнеж, доколку во семејството мора да се испита и фамилиарната амнеза, починал некој на нагла смрт, треба уште поголем да биде потемелно да биде тој систематски преглед. Систематски преглед само од одење по лента, аускултација или нема шум во 21-виот век веќе не е доволно. Така што, да, од хипертрофична кардиомиопатија, од присуство на фиброза во самиот мускул, може при зголемен физички напор, кога на срцето му треба повеќе кислород, меѓутоа кај хипертрофијата вие треба да размислувате дека не е само тука имаме мутација на гените за производство на закардиалните саркомери. Имаме зголемена репликација на мускулите. Меѓутоа се менува и мускулниот ѕид во крвните садови кои што се внатре во самиот ѕид. И на тој начин при физички напор, кога на телото, на срцето му треба повеќе кислород, ние имаме веќе задебелени, ригидни крвни садови и задебелен мускул. Тој задебелен мускул што прави? Помале волуменот, ама зголемен е притисокот во левата комора. И на тој начин крвта која што доаѓа во телото, во срцето, се бори со зголемен притисок во левата комора. А од друга страна, бидејќи е дебело, помалку подвижно е, не се растега добро, комплијансата му е намалена и ние викаме има диастолна дисфункција. Тоа значи дека со поголем напор крвта ќе дојде, ќе навлезе во срцето и кога ќе навлезе во срцето, ќе навлезе низ веќе променети задебелени крвни садови. И поради тоа настануваат аритмиите. Дава ли оваа состојба некои карактеристични симптоми кај пациентите? Дава, да, замор, тоа се неспецифични симптоми. Нема специфичен симптом кој што да кажеме поврзан со некоја типична кардиомиопатија. Значи сите видови на кардиомиопатија даваат слични симптоми? Да. Замор, гушење, градна болка, кај хипертрофичните може да се јави и губиток на свест. Меѓутоа не значи една од можностите е губиток на свеста, една од причините за губиток на свест може да биде хипертрофична кардиомиопатија или малигна аритмија. Така да мора тоа убаво да се детално да се испита и потоа врз основа на тоа нели кога ќе видиме колку има фиброза, може спортистот да се пренасочи. Не смее да има активно спортување, може само да биде некакво рекреативно спортување. Меѓутоа како и да е, тие дечиња, тие спортисти треба да бидат под многу посериозни контроли освен обичен стрес тест. Дали се јавуваат и отоци на нозете? Да, доколку се јави срцева слабост, кај хипертрофичните кардиомиопатии, оние кои што имаат различно ниво, зголемено ниво на фиброза, имаат зголемен ризик од развој на срцева слабост. А срцевата слабост, кога веќе срцето декомпензира и не може да ги совлада метаболните потреби, кои што се потребени на организмот, тогаш доаѓа до задршка на течности во белите дробови, заради тоа имаме појава на замор, гушење, отежната размена на гасови и потоа може да дојде до оток на црниот дроб, на хепарот и задршка на течности во нозете, отоци на нозете, и тоа може да биде причина за да го однесе пациентот на доктор. И најчесто они доаѓаат поради тоа оток на нозете. Оток на нозете. Обично на двете нозе? На двете нозе. Кога е кардијален проблем, а тоа се двете нозе. Каде обично нозете отекуваат? Од глуждовите нагоре. Карактеристично за кардијалните отоци е тоа што има претибијални тестести отоци. Тоа значи на предниот раб на тибијата, на под една од двете на коската, ете така, ќе притиснете со прстот, останува длапка.
Тоа се тестести отоци. И тестести отоци, една од причините е срцева слабост. Може од бубрезите да биде истиот оток? Може. Меѓутоа, бубрезите прават погенерализирани отоци. Што тоа значи? Тоа значи низ цело тело. Прво ќе се јави оток периорбитален, значи околу очите, што има растресит од ткиво и тука полесно се задржува течноста. И потоа може низ цело тело, стомак, да се јави вода во слободна течност во абдоминалната шуплина и отоци на нозете. Кај срцето обично се они полокализирани, значи иде од глуждот нагоре и најмногу на подколениците. Ќе вклучиме гледачите да постават прашање во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент, емисијата е контактна. Професор доктор Милка Клинчева, кардиолог во приватната клиничка болница Жан Митрев, е гостинка во студиото на Телма. Таа ќе ги реши бројните наши дилеми на оваа тема, а секако ќе можете и вие да поставите прашање кое што е поврзано со вашето здравје, но и со здравјето на вашите најблиски. Ние продолжуваме понатаму во однос на симптомите. Дали има уште нешто што би требало да се потенцира или тоа е тоа? Обично ви е замор... Дали кашлица ќе се јави, да речеме сува? Да, може да се јави кашлица, таква сува надрезнителна и тоа е како резултат на задршка на течност веќе во белите дробови. Значи, веќе имаме компликација. Сите симптоми што се јавуваат од кардиомиопатиите се неспецифични. Замор кој што се препишува на премореност, на оптовареност. Ме разбирате? Така да нема нешто специфично. Или лоша кондиција. Или лоша кондиција, да. Тоа може да биде исто така, ете, зошто се замарам. А всушност, постои и генетска или стекната причина за тој замор. Замор, гушење, градна болка, може дури да се јави кај хипертрофичните кардиомиопатии, бидејќи се задебелени мускулните влакна, и може да се создаде тромби. Па може прв симптом да биде да се откачи тромбот, да отиде во мозок да направи мозочен удар. Или пак кај дилатативните кардиомиопатии. Исто така, срцето е слабо, доаѓа до зголемен ризик од појава на тромбоза, на тромби во срцето и тука може да се дисеминира и таа тромбоза да ги донесе пациентите на доктор. Како и да специфичен знак за кардиомиопатија нема, се може да биде во принцип. Замор, гушење, градна болка, губиток на свест, аритми, тоа не го спомнавме, значи прескокнување на срцето во градите. На срцето, да. Прескокнувањето на срцето веќе сите тие тахикарди, па и брадикардиите мора да бидат доиспитани, бидејќи една од можните причини е генетика, може да е десновентрикуларна аритмогена или левовентрикуларна аритмогена кардиомиопатија, може да биде миокардит. Многу често пациентите доаѓаат со голем процент на прескоци на срцето во последно време, особено, и ние ги диагностицираме кај, да кажеме, 30% од нив наоѓаме прележан миокардит. Значи, тие не знаат, вирусот е прележан на нога, имале среќа, го поминале. Воспаление на срцевиот мускул. А сепак тоа остава последица, бидејќи таа фиброза лузничка што ќе остане во срцето, понатаму може да тригерира вентрикуларни екстрасистоли и други типови на тахикардија. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност и ќе ги вклучиме во програма со нивните прашања. Добар ден за првиот гледач во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Во програма сте и одлично ве слушаме. Повелете. Ало? Ке ве замолам само да го следите разговорот преку слушалката. Да, обавезно. Така, доколку... Ја би го разложил мојот проблем. Повелете. Имав скршена карлица пред 7,5 години на левата страна. Значи, карлицата ми беше скршена. Имам се уште шипките и шраповите ми се на моето тело. Би ја замолил докторката, доколку може да ми каже, сега ножите почнаа да ми отекуваат, значи и срцето ми е слабено. Бев јас инаку се јавам од Велес, бев во Јасеново, се контролирав, но последно време пред нова година добив некако малку срцев удар, што ми се јавува тахикардија, некако како да имам грудка на градиве, ми се јавува
тешко дишење, брзо замарање и така натаму. Слабо се движам, си признавам. Левата нога ми е по-кратка за 1-2 сантиметра сигурно. Така да ја замолил докторката, тие отоци што ми се јавуваат. Така, дилемата е ви од каде потекнуваат отоците, дали од срцевата слабост која што ја имат или пак можеби од операцијата на крлицата и различната должина на нозете, ако ве разбрав добро. Ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Професорке, што можете да советувате? Пациентот имал повреда на колкот и има таму проблем, најверојатно. Сега отоците на нозете, штом се на двете нозе, тоа е од срце. Не би рекла дека е од левиот колк. Левата нога може да отекува повеќе во однос на десната нога, бидејќи после операцијата најверојатно има некакви пореметувања во лимфната дренажа, во венска циркулација, претпоставувам, така да левата нога, бидејќи таму е опериран и веќе имало проблем, може да отекува повеќе во однос на десната нога. Но доколку и двете сепак се оттечени, тогаш најверојатна причина, според тоа како господинот се изјасни дека имал инфаркт пред кратко време, ќе најверојатно од срцева слабост. Јас би го поканила да дојде да се прегледаме како што треба, да се даде терапија, бидејќи исхемичната кардиомиопатија се третира, успешно да кажам, со добри лекови и сега имаме многу добра терапија за срцева слабост, така што пациентите на вистина имаат голема корист, се продолжува животот и се подобрува квалитетот на животот со времената терапија за срцева слабост. Така да прво мислам дека треба да се дојде да направиме ехокардиографија, не спомна дали имал коронарографија, доколку немал коронарографија, мора да се направи коронарографија и потоа врз зависност од наодот што ќе најдеме, понатаму ќе лекуваме. Меѓутоа, оптимална медикаментозна терапија мора да има и во најчесто е таа успешно. Така да само треба да се прими таа добра терапија. Ке вклучим уште еден гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Добар ден да имате. Ви благодарам. Голем поздрав. Да, интересира сум била во Жан Митрев на преглед и најдоа на ехо зголемена аорта, а јас осеќам така тешко дишење за замор и кашлица од време на време, сува кашлица како да ме дере нешто у грлото и срцето биење кога ќе спием, тогаш го осеќам ме устрес, рече од 2-3 пати така, дак и прекрати. Па нема едно известно време, пак исто почне. А имам препишано од докторката Масидо и ирузит за притисок. Дали ќе треба уште нешто за прегледи, за што да правим за понатаму? Што понатаму е прашањето. Ви благодарам за вашето прашање во денешната емисија. Повелете. Проширена аорта, треба да видиме колку е проширена аортата. Најчесто се јавува кај пациенти кои што имаат хипертензија и генетска предиспозиција за проширување на аортата. Доколку е над 50 мм, веќе треба почести контроли и план за операција. Меѓутоа, тука гледачката кажа и уште и за за срцебиење. Така да треба да видиме кој тип на срцебиење. Може би се работи за атриална фибрилација. Може би има и аортна стеноза покрај дилатацијата на аортата. Може би самата аортна валвула е запушена. Така да ја исто би рекла, би сакала да ја прегледам за да можам повеќе да кажам, меѓутоа тоа се работи кои се решаваат само со добра терапија. Со бета-блокатори најчесто терапијата не ја слушнав добро, меѓутоа не слушнав бета-блокатор во тоа што го спомна господјата. Ќе треба добро да се регулира притисокот и доколку има потреба за индикација, таа да биде нели навремена, да не биде ни прерано, меѓутоа ни предоцна. Така да ќе треба да се направи повторно уште еден преглед. Тие пациенти кои што имаат прошивање на аортата, тоа се сериозни работи, затоа што колку повеќе се шири аортата, може и да пукне.
И тоа е веќе дисекција на аорта и тоа се сериозни работи, тоа се животозагрозувачки работи. Поради тоа, потребни се редовни контроли од прилика на 6 до 12 месеци. Се разбира во зависност од наодот што ќе се најде на прегледот. Кога станува збор за болести на срцевиот мускул, дали тие може да се забележат на обично ЕКГ? Може и не мора. Обичното ЕКГ нема да ни даде толку информации како што ќе ни дадат овие дополнителни промени. Меѓутоа, може да речеме да имаме ниски КРС комплексите, па да помислиме дека се работи за амилоидоза. Ми разбирате, може да има атриална фибрилација, па да помислиме дека е нека дел од во склоп на некаква кардиомиопатија. Меѓутоа, ЕКГ-то како ЕКГ нема да ни даде одговор за постоење на кардиомиопатија и сигурно нема да исклучи кардиомиопатија. Значи, сепак златен стандард би бил ехо прегледот? Магнет. А магнетот? Ехо и магнет. Златен стандард е магнетот на срце, затоа што магнетната резонанца на срце дава многу повеќе информации во однос на ехото. Прво е пообјективно, второ е единствениот начин на кој што ние ќе го видиме мускулот. И ќе видиме колку имаме жив мускул, колку имаме нежив мускул со лузна, односно фиброза. Има два типа на фиброза, едната е заместителна, значи мускулните клетки се заменуваат со фиброзно ткиво и другата е интерстицијална, значи фиброза помеѓу мускулните влакна. И едната и другата зборуваат за состојбата на срцевиот мускул и за прогнозата и ризикот од нагла смрт. И затоа јас кога спомнав и за хипертрофичните, особено кардиомиопатите, меѓутоа и кај аритмогената кардиомиопатија, и дури кај конгениталните маани, вродените срцеви маани, постоењето на фиброза која што се гледа само на магнет ни зборува за ризикот на пациентот од ненадејна смрт, односно малигни аритми. Сега, од кога ќе се постави диагноза? Каква терапија се дава со оглед на тоа што не постои еден универзален лек или пак воопшто лек кој што ќе ја спречи, односно ќе ја врати функцијата на срцето како што била некогаш? Или пак сепак може да се подобри функцијата со терапија? Може да се подобри. Со терапија може да се подобри дилатативната кардиомиопатија. Тука даваме бета-блокатори, лекови од групата НАЦИ инхибитори или пак АРНИ. Тоа се нова група на лекови, како што е валсартанот. Валсартан во комбинација со друг лек, кој што заедно се викаат Ентресто. Валсартан сакубитрил, тоа е генериката и тоа е моментално најдобриот лек за срцева слабост, кој што многу ни олесна работата, особено за пациентите со дилатативна кардиомиопатија. И единствено тука имаме проблем што го симнува притисокот, па идеме со помали дози и тоа е веќе поспецифично и потешко водење кај тие пациенти. Потоа се антагонистите на минералокортикоидните рецептори. Тие се користат веќе подолго време. Потоа дигоксинот се враќа повторно во мода, тоа е еден лесен инотроп кој што малку го појачува срцевиот мускул. Фуросемидот, овие што се диуретиците, тие се даваат само кога има конгестија, инаку се испрлаат. И од последните гайдлайнси 21-2 година ги имаме CGLT2, така наречени. Тоа се блокатори на натриум гликоза котранспортер во бубрегот, кој што делува на ниво на бубрег и не дозволува гликозата да се врати во телото. Тоа е во глобалава се група на лекови кои што прво се користеа за диабет, меѓутоа се види дека прават деконгестија. Делуваат на ниво на бубрег, се зголемува нивото на гликоза во уринарните, во реналните тубули и се повлекува водата, вишокот вода од организмот. И на тој начин се зголемува гликозурија настанува, има 3 крста на урина во... Ке се изфрлав шеќерот всушност преку урината. Така, и пациентите доаѓаат исплашени, имам 3 крста во шеќер во урина, меѓутоа тоа е од лекото, а не е затоа што ти имаат многу диабет.
И тоа се, значи, овие сега 4 групи на бета-блокатори, на ентерестото-арни или на АЦИ-инхибитори, минералокортикоид рецептор антагонисти и на CGLT, тоа се таа четворка која што е основа во третманот на дилатативните кардиомиопати. Хипертрофичните имаат друга терапија. Тука не смееме да одиме со диуретици ни случајно, затоа што ќе испровоцираме дехидратација и аритмија. Напротив, тука одиме со забавување на пулсот. Овие пациенти треба да имаат пулс некаде околу 50 до 60, што побавно тоа е подобро, затоа што на тој начин ќе се продолжи диастолата, ќе се продолжи времето на полнење на коронарните садови со крв и на срцето подобро реагира на побавен пулс. И сега, тоа го нема во Македонија, меѓутоа се надеваме дека брзо ќе влезат тие лекови. Тоа се нова група на лекови, мавакамтен, тоа се инхибираат репликација на мускулните влакна. И тоа е нова терапија, која што во Македонија за жал се уште нема, меѓутоа од студии, од клинички студии, од искуство вака со колеги од странство велат дека во многу ја подобрува прогнозата на пациентите со хипертрофична кардиомиопатија и тука е веројатно иднината за ова заболување. Ќе ги вклучиме гледачите. Добар ден. Во продолжение на емисијата ќе слушнеме уште неколку прашања од гледачи. Му даваме можност на следниот гледач да се вклучи во програма и да постави прашање. Уште еднаш добар ден за него. Добар ден. Поздрав до докторката, поздрав до новинарката. Ви благодарам. Гледате, ве молам. Сакам да ја прашам докторката, имам хипертензија. Добра. И заболување на липопротеинскиот метаболизам и други липедими. Ова не знам баш убаво да го прочитам, али сакам да ја прашам докторката како би можела да дојдам на контрола на преглед кај незе во Скопје. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, како може да се закаже кај вас во приватната болница Жан Митрев? Значи, телефонскиот број е 02 3091 484. Го знаете на памет? Да, се разбира. Секоја чест. Денеска веќе никој не зна ниту еден број за тоа. Ова е еден од ретките броеви што го знаете знам, наизуст, така. Да, така да ќе закаже господјата, ќе се јави, ќе закаже, ќе каже дека сака преглед кај мене, ќе закаже, нема никаков проблем. Така, значи може да се јави и да закаже преглед, а ќе го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Благодарам. Го очекуваме вашето прашање. Добар ден. Ве слушаме одлично, следете го разговорот преку слушалката, не преку вашиот ТВ приемник, намалете го тонот на него и го очекуваме прашањето. Повелете. Поздрав до студиото. Ми се појави аритмија, голема аритмија, ми беше констатирана голема аритмија. Добра. Каков тип на аритмија, дали знаете? Имав на три, одев на 3 прегледи, ми беше препорачано електрокардиографија. Добра. Добра. Електрокардиографија. На клиники во државна болница ми беа дадени таблетки Конкорд, Копреместа, Конкордот го пиев наутро една таблета, навечер половина. Барав трето мислење во цистина. Добро, значи сте барале повеќе мислење на страна. Во цистина исто така ми беше препорачена таа електрокардиографија како медицински веја. Викате, ми беа дадени таблети амиокордин, да пијам една таблета наутро од 200 мг, втора таблета навечер, плерија, лерканил. Сега се чувствувам добро и немам аритмија, ЕКГ-то не покажува аритмија.
ме интересира колку време овај амиокординот може да се пие. Гледам дека е токсичен. То ме интересира за таја таблетка. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма и за поставеното прашање. Повелете, професорке. Ова е одлично прашање. Благодарам. Значи, амиокординот, што пократко, тоа подобро. Некој месец дена, 2 месеца толку. Не смее да биде амиокординот во редовна хронична терапија, бидејќи, освен ако не е нешто животозагрозувачки, нели? Меѓутоа, треба прво да видиме кој тип на тахикардија. Доколку е атриална фибрилација, апсолутно не смее да прима амиокордин повеќе од некој краток период. Несаканите ефекти од амиокординот врши пореметување на функцијата на тироидната жлезда, може да направи белодробна фиброза, може да направи проблеми со очите. Може да го зголеми куте интервалот и да направи додатно, да има проаритмично дејство и да направи додатна аритмија. Животозагрозувачка. Така да многу внимателно со амиокординот, тој треба само по потреба да се зема. Не разбрав за која голема тахикардија. Доколку е за вентрикуларна тахикардија, тогаш треба да се направи електрофизиолошко испитување, индукција на вентрикуларна тахикардија. И доколку се добие вентрикуларна тахикардија на тоа електрофизиолошко испитување, тогаш треба да се размисли, да се направи ехо, магнет на срце, значи се да се види. И кога ќе видиме дека да, ризикот од аритмија малигна, лоша аритмија, предпоставувам дека тоа е тоа што пациентката го имала, тогаш треба да се стави кардиовертер дефибрилатор. Тогаш веќе тоа е апаратче. Апаратче? Да. Тоа е апаратчен, наједноставно кажано како пейсмейкер, се става во десното срце, има повеќе електроди кои што во случај да се појави таа аритмија, тие ќе делуваат како дефибрилатор и ќе го спасат животот на човекот. Амиокординот не влијае на смртноста. Така. Значи, и со амиокордин, ако се јави вентрикуларна тахикардија, може да биде лошо. Многу лошо. Така да, амиокординот е добар во некоја акутна состојба и до ставање на кардиовертер дефибрилатор. Не може за атриална фибрилација да ги оставаме пациентите со години на амиокордин. Ќе направиме поголем проблем. Ме разбирате, така да многу убаво прашање и многу внимателно со амиокординот, доколку се работи значи за малигна аритмија, за вентрикуларна тахикардија, треба ехо, треба магнетна резонанца на срце, треба електрофизиолошка студија со индукција со предизвикување на вентрикуларна тахикардија и доколку се индуцира вентрикуларната тахикардија, треба се стави кардиовертер дефибрилатор. Професорке, пациентите што имаат болест на срцевиот мускул, дали смеат да бидат физички активни или се препорачува да мируваат? Смеат да бидат физички активни, меѓутоа сепак сите тие одлуки треба да бидат индивидуални. Затоа ние посочуваме кон темелно убаво испитување, за да знаеме на секој пациент индивидуално колку е ризикот од нагла смрт. Има и посебни калкулатори. Значи, секој пациент може да си знае кој е сопствениот ризик. Кој му е сопствениот ризик и колку смее да спортува. Има на некои пациенти им се дозволува да имаат само прошетки, лесна физичка активност, други пациенти можат лесен рекреативен спорт. Во принцип, не се активно професионално спортување не се препорачува. А во физичка работа? Тешка физичка работа не. Не? Патување со авион? Тоа е можно, меѓутоа доколку е пациентот компензиран, значи има добра размена на гасови, за да може нели горе атмосферскиот притисок да го издржи и пореткиот кислород сепак. Има сепак спецификација и пациентите доаѓаат пред да патуваат, доаѓаат за да добијат дозвола за да може да летаат. Значи може да имаат и ограничување во однос на патувањето со авион. Да, може и да не смее да патува со авион. Значи има
сериозни ограничувања во однос на исхраната, да речеме внес на сол, на течности. Се разбира, внес на сол не е за здраво, за сите тоа важи за здрави. Но што во овој случај смее ли солта сосема да се исфрли и ако се направи тоа ќе дојде ли до некои други нарушувања? Да, сол треба малку. И пак ќе кажам, и тоа е индивидуално. И во дневниот прием на сол, и дневната прием на течности, и тоа е важно. Не унифицирано правило, пак е приказната индивидуална за секој различно. Индивидуално е од прилика прстохват сол. Добра. За пациентите со срцева слабост, кои што веќе имаат развиено. А за другите може 1 грам сол, така. Грам и пол. Но кардиомиопатија не значи срцева слабост? Не. Кардиомиопатијата води до срцева слабост. Може ли некој со години да има кардиомиопатија, сепак да не развие срцева слабост? Може. Хипертрофичните кардиомиопатии, например, имаат нормален животен век. Освен ако не развијат напредната срцева слабост, малигни аритми, тромбемболи или нагла смрт. Што значи стабилна состојба кај пациент со кардиомиопатија? Како се следи тоа? На ИХО се следи тоа и на магнет. Пак ќе го спомнам, затоа што гледаме прво конгестија. Дали има или нема развиено срцева слабост. Дали да има срцева слабост, може со години да биде без задршка на течности во белите дробови, стомакот или нозете. Значи, кој ќе кажеме стабилен, значи дека немаме конгестија, немаме задршка на течност, немаме аритмолошки промени. Пациентот си е физички активен, може да ги обавува дневните обврски, може нормално да се движи, при тоа без некои поголеми потешкоти од типот замор или гушење или болка во гради или вртоглавица исто така. Советувате ли да се избегнува стресот колку е тоа возможно? Сега не знам во денешно време, но дали е точно дека синдромот на скршено срце, односно ненадеен стресен настан во животот може да доведе до кардиомиопатија? Да, тоа е исто убаво прашање. Може, ретко, меѓутоа се случува. Тоа се вика синдром на скршено срце или такоцубо кардиомиопатија. Тоа е обично се јавува кај возрастни жени. Жените 3:1 се во однос на мажите, најчесто е кај жени, бидејќи жените се поемотивни. И нивото на катехоламини, на адреналин, е за 30-40 пати поголемо во однос на нивото на адреналин, да речеме, при инфаркт на миокардот. И адреналинот толку јако делува на срцето, што доаѓа до срцева слабост. Ослабува срцето поради многу адреналин, попушта. Попушта. И тоа е клиничка слика на инфаркт. Значи, има ЕКГ промени како за СТ елевации, како за инфаркт. Има тропонин лесно зголемен, значи срцевиот маркер е лесно зголемен. За оштетување на срцето. Така е. И на ехо се гледа има типична и атипична, две форми на такоцубокардиомиопатија. Има како апикал балунинг. Врвот на срцето, предниот зид се како балонче, така малку надуени, а за сметка на тоа, базата на инфериорниот зид пак хиперконтракира. И тоа е една посебна форма во изгледот на такоцубокардиомиопатијата, да кога ние ќе направиме коронарографијата ќе биде чиста и со таквиот изглед на ехокардиографија или на вентрикулографија, пациентот се праќа на магнет, каде што е дефинитивната диагностика, каде што ние гледаме едем на мускулот. Оток. И тој оток е всушност воспалението. Тоа е акутно воспаление предизвикано од енормно зголемување на катехоламините. И се јавува најчесто кај жени после голем психички стрес. Најчесто е загуба на член од семејство и така. Тоа се најчестите причини. Затоа во едно во прашањата што сте имале секогаш има некаков психички тригер. Ги имаме ние во Македонија,
ретки се за среќа. Добрата работа е дека смртноста е само 1% и дека од прилика за кратко време, една недела, две, они се враќаат на нормала и се опоравува Значи срцевиот. може срцето да се нормализира во овој се случај. намалува отокот, се намалуваат катехоламините, ние не смееме тука да дадеме катехоламини, значи лекови за поддршка на срцето, напротив даваме бета-блокатори, со мирување се подобрува. Професор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за убавите појаснувања поврзани со оваа сложена болест на срцето. Ви благодарам за поканата. Почитувани, ова беше уште едно издание реализирано во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте овој пат и ви посакувам пријатен ден.